До денес напредок во меѓупартиските преговори за постигнување консензус во измените на изборниот законник нема. Од претеничката група на ВМРО ДПМН и денес го повторија веќе познатиот став, односно опозицијата да се договори, а тие да прифатат. Што сакаат, како сакаат, моделите кои што тие сметаат дека треба да бидат прифатени, за нас ќе бидат прифатливи. Веднаш даваме бланко поддршка, го потпишуваме тоа законско решение кое што тие би го доставиле до нас, се додека е вклучено гласањето на диаспората. Сметаме дека имаме уште време наредната недела до 15 јули оваа цел да ја заокружиме. Од СДСМ велат дека не се против гласање на диаспората, но дека 200.000 потенцијални гласачи се можност за изборни кражби. Диаспората има право да гласа. Тоа право го имала и досега и диаспората гласа со постојниот модел. Ние не сме против тоа право. Ние сме против неконтролирано гласање кое отвара простор за масовна изборна кражба. Зошто во Македонија граѓаните гласаат со отпечаток од прст, спреј, идентификација и строги контроли, а за диаспората се предлага електронско гласање без никаква реална контрола? Дали тоа е демократски? И дали тоа е фер? Стефан Андоновски, министерот за дигитална трансформација, вели дека има доволно време сите технички аспекти да се обезбедат, а манипулациите во кои опозицијата се сомнева да бидат исклучени. Веќе ги знаеме податоците за граѓаните. Не е никаков проблем да се доразвие системот во соработка со Државната изборна комисија за да се постигне условот и да се овозможи правото на граѓаните да го остварат своето избирачко право и да гласаат, затоа што навистина, ќе повторам, не е коректно и не е фер да не се остварува правото на граѓаните кои што толку вложуваат во оваа држава и едноставно заради склоп на околности во моментот не живеат тука или се времено или трајно одселени, но имаат македонски пасоши, така што мислам дека ако има политичка волја, секако дека е можно. 2 држави во Европската унија веќе го имплементираат целосно системот, 4 држави во Европската унија тестираат, пилотираат решенија. Имаме доволно време за 3 години со напредокот на дигитализацијата, со нашата работа да тестираме вакви можности за да го овозможиме ова право за нашата диаспора. Шанса изборниот законник да биде усвоен како 10-ти реформски чекор се уште има, бидејќи рокот е до 15 јули, а Левица веќе иницира опозицијски состанок за постигнување консензус.